14 август 2018 година, дождлив и неработен ден во Италија. Судбината сакала неколку автомобили да се најдат на мостот Полчевера, над истоимената река во Дженова. Oddio! 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 Oddio santo! Епилогот е 43 загинати. Трагедијата во Дженова покрена дебата за квалитетот и безбедноста на мостовите насекаде. I said it's impossible that it collapsed by himself. I suppose there was a terrorist attack. I must confess. Мостот е познат под името Моранди, по инженерот Рикардо Моранди кој го создал решението во 1963-та. Има повеќе хипотези зошто се случил колапсот, но нема официјален извештај што би ставил крај на дискусиите. Без оглед на тоа, италијанските власти во февруари почнаа со уривање на мостот, за да се изгради комплетно нов. Bridge is praying to the God, please save me from some decision of uncultured politicians. Италијанскиот професор и архитект Енцо Сивиеро, кој деновиве во Скопје дебатираше со македонските колеги на тема мостови, не се согласува со прифатеното идејно решение на архитектот Ренцо Пијано, кој меѓу другото предлага и 43 лампи над новиот мост во сеќавање на загинатите. Според него најдобро е да се догради постоечкиот, бидејќи никој не го оспорил неговиот квалитет целосно. Дополнително, уривањето значи користен експлозив и евакуација на 1000 мештани од околината. Сивиеро пред македонските колеги и студенти покажа примери на добри и лоши мостови низ светот. Набиената агенда не му дозволи одблиску да се запознае со конструкциите на нашите мостови, но порача дека архитектите не смеат да избегнуваат соработка со градежните инженери. Го прашавме за коментар за два пешачки моста во централното скопско подрачје, кои иако се еден до друг, се во целосен контраст. Символот на градот, камениот мост кој го поврзува централниот плоштад со старата чаршија и мостот Око, изграден по матрицата на Скопје 2014. I am very happy. Old bridges for me are our history. It's part of our life. We cannot imagine a place with an old bridge without the old bridge. It means a tragedy like it is. This new bridge is something interesting. You may agree or not, but it depends on feeling. In my personal opinion, is acceptable. If I could design this, I could design a little bit different, but in any case, I think now it's like this. Векот на траење на патните мостови е 100 години, а на железничките и до 120. Сепак, за да издржат столетие, потребна е редовна контрола и санација и на најситните оштетувања. Во развиените земји состојбата на мостовите се следи со инструменти за 24-часовен мониторинг. Каква е ситуацијата кај нас? Професорот Горан Марковски од катедрата за бетонски конструкции и мостови на Градежниот факултет во Скопје вели дека нашите мостови не се во критична состојба, иако добар дел од нив се стари. Она што остава сомнеш кај него е дали и какви контроли се прават на постоечката инфраструктура. Староста на конструкциите веќе достигнува ниво кое треба да не загрижи, односно да не ја разбуди зголеми будноста, бидејќи векот на нивното траење е при крај или близко до крај и оттаму мора да се воведе, да се води грижа секогаш за нивна постојана перманентна контрола. Меѓу објектите во Македонија постојат и такви кои се доста стари и кои навистина заслужуваат да веднаш врз нив бидат преземени мерки за или санација, или во крајна линија уривање и градба на нови објекти. Марковски не сака да посочи конкретни примери. Вели дека нема прецизен увид, но за оние со значителни оштетувања, верува дека надлежните ги преземаат сите потребни мерки. Има, не можам да речем дека немаме контрола врз состојбата, можеби треба да се реагира малку по-брзо, за да се спречат евентуално несакани последици. Во Македонија има околу 1000 мостови и надвозници. За нивен надзор одговорно е јавното претпријатие за државни патишта, од каде уверуваат дека надзорни инженери редовно ја следат состојбата.
не треба нас да не се случи мостот во Дженова кога падна, па сите да прашуваат за состојбата на нашите мостови. Тоа кај нас континуирано се следи и за оваа година имаме минатата година почнавме најдолгиот мост на Пчиња. За оваа година имаме изградба на 4 нови мостови и рехабилитација на 12, реконструкција на 12 мостови во Македонија, кои што веќе дел се започнати, меѓу кои и мостот, така кажан, Искрин мост од Куманово према Свети Николе, кој што целосно ќе се реконструира и ќе чини некаде околу 2 милиона евра. Дел од мостовите низ нашата држава датираат од 60-тите години. Во неколку наврати во изминатиот период со пари од НАТО беа реконструирани повеќе мостови, дополнително штетени при транспортот на воени оклопни возила за мисијата на Косово. Минатата година попушти бетонскиот мост на железничката пруга кај Грацко, поради што цел месец во прекин беше железничкиот сообраќај долж коридорот кој од Грција преку Македонија и Србија води кон Централна и Западна Европа. По аларм од експертската јавност дека мостот Гоце Делчев во Скопје е деформиран, во 2001 и 2002 беа обновени конструктивните елементи, а во 2016 и надворешната бетонска површина. Според изјавите од 2002 при отворањето на обновениот мост тој добил гаранции дека ќе биде безбеден во следните 2 децении, што значи уште 2-3 години.